Александар, добре дојде во Крива Паланка. Пред само неколку дена беше промовиран твојот најнов сингл "Сега знам". Верувам дека си задоволен од сработеното. Какви се првичните реакции на твоите фанови? Добре, еве помина, не знам, ова е втори ден од кога излезе песната во етер. Сега знам, задоволен сум од реакциите на публиката и на Facebook, и луѓе ми приоѓаат и ми кажуваат дека навистина им се допаднала песната. Има и такви кои што се пронашле во песната, бидејќи има љубовна тематика песната. Така, на радио се врти, тоа е тоа. Така, со кого се работуваше? Песната ја направивме, музиката е на Јован Јованов. Имам соработување со нив и претходно. Значи веќе проверен тим, Јован Јованов, значи музика, текстот е на Дамјан Лазаров и не, аранжманот на Дамјан Лазаров, а текстот е на Ана Пандевска, мислам, или Пендевска, не знам. Не ми текнува на презимето. Добро, дали планираш спот за истата? Сега за сега, значи фокусиран сум на промоција, значи радио. Промоција, па ќе видиме доколку навистина им се допадне на слушателите, онака си најде своја песната, своје лежиште, ќе направиме секако испод. Следно е, значи, ништо не запира. Тука продолжуваме сега денови да работиме на нова песна за овогодинешниот Макфест. Тоа е така нешто ексклузива нова од мене што би било. Дали се точни информациите кои кружат на интернет порталите? Па не знам. Нормално дека во секоја песна треба да се вложи емоција, значи нешто дел, случка од твојот живот. Но порталите си пишуваат секакви работи за нормално за таа приказна да биде читана и да биде поинтересно за читателите. Да се привлече внимание. Точно. У песната да, има вложено емоција, значи од случка, нормално текст доколку не ме погоди мене пред да го снимам, не ни почнам да го снимам. Каде настапува Александар? Каде настапува низ цела Македонија и фала му на Господ, феноменално сегде поминуваме. За прв пат имам пред некои 3-4 години тука дојдено хуманитарно, но за прв пат овака на настап, па ќе видиме вечерва како ќе си поминат луѓето. Така. Кога да очекуваме албум? Албум, значи сите ме кажуваат кога тој албум, веќе има многу песни на вистина, не знам, 13-14 песни, али го немаме тоа, значи зацртано во еден албум. Во планови сум годинава да излезе, но за целата работа треба убаво да се организираме. Сега сум фокусиран само на новиве песни. Сега за сега. Ново план е годинава да излезе албум. Не си прв пат во нашиот град. Која е првата асоциација за Крива Паланка кога ќе се спомене? За Крива Паланка, таа асоциација гостопримлив народ, со топла душа, со широка насмевка, можам да кажам. Имаме еден пријател, не ми текнува сега на името, кога бев пред неколку години тука. Бил сега има ресторан, мислам, а пред тоа бил професор во некој училиште. Така убаво сме се изнасмеале со него. Сега имам прилика и него да го поздравам, само на името не ми текнува, зашто имиња, ама ич не памтам. Тоа ми е мана. Да, може би вечерва ќе се видиме со него. За Тијана Дапчевиќ немам што лошо да кажам, за прво како особа, што е Тијана Дапчевиќ, тоа зрачи со позитивна енергија, за гласот да не правиме муавет, за песната е исто добра песната, значи вложен е многу труд, модерен звук. Добро е што ни текна да почнеме да правиме онака за Евровизија модерни песни. Тоа е тоа. Да поддржуваме Тијана. Поред мене мислам дека естрадата изминативе години беше во зимски сон, да кажам, но многу ми е драго што полека почна да се буди од тој зимски сон и почна да се раѓаат многу песни од сите артисти во државава и се надам дека и така и понатаму ќе биде. Сите сме некако свртени кон тоа да градиме квалитетна музика.